Здраво на сите и добро дојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери. Еве денеска на 22.11. сакав нешто со вас да поделам, нешто многу специјално што се дешава во нашиот универзум актуално, а тоа е дека Сонцето влегува во знакот Стрелец. И не само Сонцето, после 2 дена на 24-ти, исто така и Марс влегува во знакот Стрелец. А тука сигурно дека Меркур, една од нашите лични планети, го чека ова дуо и да видиме што све може да не очекува во овој период од 22.11 до 22.12.23 година. Значи на сите оние што го имаат Сонцето во наталната карта во знакот Стрелец, значи вие сега ќе имате роден ден, happy birthday. Значи и јас сум исто таа која што го има Сонцето во знакот Стрелец и ете што не очекува сите нас во овој период, да речеме. Па стварно едни оптимистични времиња. Секако треба да знаеме само да пратиме во наталната карта во која куќа влегува Сонцето кај ваш во вашата натална карта и на тоа поле Сонцето ви ги осветлува тие теми. Значи, ова не е на сите, кај сите исто. Секако кај сите ќе биде тоа различно. Еве, например, кај мене тоа ќе осветли 6-та куќа. Значи, ја исто кај го имам и Сонцето, тука ми е поставено. Значи, тоа кај вас ке може да биде на друго поле, може да биде исто така во 6-та куќа. Значи, зашто викаме ние астролозите дека тоа е едно, не очекува доста оптимистични времиња во овој цел период? Затоа што Сонцето се наоѓа, си е во својот дом, да речеме, не е во својот дом, меѓутоа во својот огнен дом. Затоа што Сонцето е владар на знакот Лав и тоа е еден од огнените знакови, како што исто така Стрелецот и Овенот. И секогаш кога Сонцето се наоѓа во еден од овие огнени знакови, значи Сонцето го има тука својот најголем потенцијал. Значи, тоа е тука може да блистаме, да сјаеме. Сите оние што го имаат Сонцето во некој од своите од овие огнени знакови, знаете дека вие во ствари го имате најголемиот потенцијал да сјаете, да блистате. Затоа се вели дека знакот Стрелец е исто така еден од најсреќните знакови во целиот зодијак. Значи, еден од најсреќните знакови во целиот зодијак. Зашто би можело тоа така да биде? Затоа што тука го имаме владарот Јупитер, а како што знаеме, можеби дека Јупитер е една од тие планети кои што ни носи најголемо богатство, најголем потенцијал за богатство, исто тоа, за голема среќа, за благословие. Значи, секогаш, повеќето се вика дека стрелците така и така имаат среќа, они секогаш е тоа така. Па да, меѓутоа, среќата не ни паѓа од небо, да речем. Секогаш би требало, секогаш за својата среќа нешто да направиме. Затоа што ја можам тоа да го потврдам, сите викаат, па еве стрелците, сите се они среќни, не им паѓа све тоа среќата од небо. Да, може нас ни е тоа малку полесно, меѓутоа и ние мораме да се трудиме за нашата среќа. Затоа се вика тоа дека сите што се родени во знакот Стрелец, сите ги нарекуваме они се среќни, затоа што владарот нив е Јупитер. Ајде да видиме сега он каде се наоѓа. Ево, тука Јупитер се наоѓа сега во знакот Бик. Значи, нашиот владар на Стрелецот Јупитер се наоѓа сега во знакот Бик, меѓутоа што се случува тука, он е сега ретрограден. Значи, таа наша среќа, тоа наше цело благословие
не може да дојде до голем, не може да го достигнеме до најголемиот потенцијал, затоа што оваа планета е ретроградна. Значи, Јупитер ќе биде тука исто така ретрограден до крај на годината, а тек на 31.12. ќе иде веќе директно и од тој период, па све понатаму, ќе можеме да очекуваме некои срекни моменти. Значи, среќата некогаш може да дојде на поедноставен начин. Значи, тоа така можеме да го сватиме. Значи, Стрелецот е еден од најсрекните знакови. Се вика, Стрелецот е еден променлив огнен знак. Значи, сите што се родени во знакот Стрелец, може сигурно да потврдите или па асцендент, ако имате Стрелец. Значи, дали ќе можете вие да седите на едно исто место? Јас не можам да седам на исто место. Затоа што Стрелецот сака да биде подвижен. Он не обожава, например, еве да речеме дека знакот Бик или Скорпион, или Водолијата, они не обожаваат, например, спорт, да речеме, или тоа е за нив нешто што е табу. Не ми доаѓа за такви теми. Меѓутоа, Стрелецот сака и обожава да биде активен, да има спортски активности, затоа што тоа е еден променлив знак. И ја тоа можам да го потврдам, апсолутно да го потврдам дека јас обожавам да бидам активна и тоа спортски активна. Сигурно не само на едно место, нешто ја ги обожавам промените во животот. Тоа е исто многу, многу битно. Сега не знам како е кај вас, баш би била за тоа интересирана, како вие тоа го доживувате, како вие вашиот знак Стрелец го доживувате, дали вие ги обожавате тие промени и тие спортски активности. Што имаме други случаи, значи тука? Како што реков, значи Јупитер, нашиот владар, ќе биде тек крај на година на 31.12. ќе биде веќе директен. А сега е моментално уште ретрограден и треба малце да се стрпиме. Значи, што е тоа уште специфично за сите оние што се стрелци и да речеме или оние па нарочито оние што се родени во знакот Овен, трпението. Нема трпение. Тоа е тоа, значи сите стрелци и сите што се родени во нарочито, како што реков, Овенот нема трпение. И така што Јупитер евентуално е ретрограден до крај на годината, ќе мора малце да чекаме, да се трудиме за некои други работи и секогаш, ако сме на правилен пат, нашата среќа секогаш ќе не прати. И таа секогаш ќе можеме да ја видиме, без нешто друго да направиме. Значи, ако сте на правилен пат, среќата ќе ви дојде без нешто да ви предупреди. Едноставно таа ве прати, ако идете по вашиот пат. Сега што Меркур, како што реков, еве го Меркур, го пречекува Сонцето, и после тоа на 24. Исто така и Марс ќе им се придружи. Значи имаме тука едно трио во знакот Стрелец. И што се случува тука? Парти! Значи, три овие наши лични планети, како што реков, ќе имаме мала партија. Сонцето и Марс беа пред некој ден, значи заедно во знакот Скорпион. Сега Сонцето е малце побрза планета и стига еве на 22, како што видовме тука, веќе во знакот Стрелец, а Марс потоа доаѓа на 24.11. Каква е таа енергија кога Сонцето и Марс влегуваат во прават една конјункција меѓу себе? Таа е доста јака и моќна енергија. Значи тоа да го знаеме и затоа е битно да се знае, да знаете
na koje pole vije znakot strelec i na to pole ќе очекувате огромна енергија. Значи, позитивна огромна енергија ве чека. Значи, уствари ќе можете тука све да направите. Значи, универзумот ве поддржава, ве вика сега е времето, сега можеш нешто да направиш. Затоа што Марс е акцијата. Марс е таа планета која што е борбена енергија носи во себе и значи, таа е планета на акција. И Марс во знакот Стрелец, значи, сака да биде во акција. Значи, обожава да се бори за својата цел, да се бори за своето право, да се бори за вистината, за религијата, за својата вистина. Сега, Меркур во знакот Стрелец, значи, таа е една планета на која што ги представува нашите комуникации, нашите мисли, нашиот ум во знакот Стрелец, па тоа е сигурно позитивни, оптимистични, среќни мисли. Значи, ако знаете дека некој го има Меркур во знакот Стрелец, знаете дека оваа личност е многу позитивни мисли има. Секогаш можете со оваа личност да комуницирате и ќе приметите дека оваа личност може да биде гуру, што се вика. Тој е роден да биде филозоф, значи добра комуникација може да води тука и нарочито позитивна и оптимистична комуникација. Значи, секогаш Меркур во знакот Стрелец носи оптимистично мислење, оптимистична комуникација. Сега, што ни се случува на 24. Еве да видиме, точно на 24. Значи, како што реков, Сонцето оптимистична енергија во знакот Стрелец. И само што ќе влезе, значи на 22, 23, 24, кога ќе дојде и Марс тука, ево овој случај тука го гледате ова, што имаме значајна случка? Една блокада. А кој тоа може само да го блокира? Па секако Сатурн. Сатурн прави одма, само што ќе влезе Сонцето и Марс, прави одма директен квадрат со Сатурн. Значи, оваа црвена линија прави директен квадрат Сонцето, Марс со Сатурн. Бога ми, ова ќе биде малце тешко. Зашто? Затоа што Сатурн се става секогаш граница. Граница на она што е нашата свест. Граница на нашите акции. Значи, тоа оптимистично нешто. Значи, Стрелецот иде секогаш напред. Стрелецот се бори за својата цел. И сега доаѓа Сатурн и сака да не блокира. И не блокира во ствари. Зашто? За да се освестиме и секогаш, за да дојдеме до една повисока фреквенција. Затоа што Сатурн тоа го прави, нема да ни биде баш пријатно. Меѓутоа, тоа нема да трае многу долго, али да знаеме дека нашата акција исто така ќе биде блокирана. Значи исто така Марс во знакот Стрелец, он се бунтовен, исто сака да се бори, да иде напред, што се вика она, да иде напред, да се бори за својата цел. Меѓутоа Сатурн вика, не може, граница, стоп. Зашто? Исто така, затоа што да не бидеме, и плюс тоа што и Јупитер е ретрограден. Значи, не мора сега, во овој период, додека е Јупитер ретрограден и додека прават овие две планети квадрат со Сатурн, да не летаме, што се вика тоа, да не летаме одма сега денес ова ќе го направам, како што сме ние стрелците, значи сме воодушевени за некоја идеја и сакаме одма да идеме во акција,
ова ќе го направам, ајде сега ова да го направам, тоа ќе биде добро. Меѓутоа, Сатурн ќе ни стави граница, ќе рече, почекај малце, размисли, дали е тоа што сакаш да го направиш, дали се бориш ти за твојата правилна цел, дали е тоа. Ето што, како што реков, секогаш е подобро да погледнеме што прави нашиот владар. Како што реков, он ќе биде до крај на годината ретрограден, тек тогаш кога ќе биде директен, ќе можеме некои работи. Сега, уствари, може да се направиме една цел, еден план, што се вика тоа, со Меркур. Секогаш е добро, кога ги имаме овие 3 планети на едно место, во една куќа, секогаш е добро да направиме една цел, да имаме една цел и да си направиме еден план. И до тогаш, знаеме, кога ќе биде Јупитер директен, и кога ќе биде директен, тек тогаш ќе можеме да идеме во акција. Потоа имаме една друга случка, тоа е на 16.12. Еве, само да ви покажам, 16.12. Еве, како што можеме да видиме, Сонцето веќе се наоѓа на последните степени во знакот Стрелец, значи третата декада во знакот Стрелец. И што е, која случка имаме тука? Еве го. Пред тоа почетокот го имавме Сатурн, кој што ни ставаше граница, а сега на 16.12 имаме Нептун на 24-тиот степен прави екзактен квадрат со Сонцето. Вау, ова е енергија која што ни вика све замаглено, ништо не гледам. Што се случува во овој случај? Како тоа можеме буквално малку да го сватиме? Ни се замаглува свеста. Еве, тоа малце буквално го кажам. Значи, нашата свест не може да биде сега реално. Значи, нешто нереално е тука. И зашто што се вика во овој момент, што треба да се направи? Ништо. Да се дочека да помине овој период, затоа што тоа исто така ќе помине. Значи, овој момент, значи, тоа е на 16.12, тоа е една таа замагленост на нашата свест, на тоа на све што се тие потенцијалите на Стрелецот. Значи, Стрелецот е оптимистичен, моментално кога ќе дојде прави квадрат со Нептун во рибата, вау, нешто не може да видам, па не можам да го освестам тоа. Значи, во момент кога нешто не ни е јасно, кога имаме една ситуација која нешто не ни е јасна, во тој момент е подобро ништо да не се прави, да се причека. Кога ќе помине овој период, тек тогаш ќе можеме напред со оваа енергија на Сонцето да одиме. Ете, друго немав што да ви кажам, тоа беше само за Сонцето во знакот Стрелец, кои аспекти ги прави. Па, ако сте... Момент само. Да се вратиме пак назад. Еве. Тоа беше само до сега за Сонцето, кое што поминува преку знакот Стрелец. Уште еднаш за сите стрелци, среќен роден ден. Сега е ова вашето време. Уживајте во овие преубави моменти кога Сонцето се наоѓа во знакот Стрелец. Оптимистични и среќни времења стојат пред нас. Ете, драги мои пријатели, љубители на астрологијата, ако сте заинтересирани за една лична консултација, можете слободно да ме консултирате и да ме контактирате. И така ќе можеме да ја погледнеме вашата натална карта. До сега ве поздравам сите и бидете среќни и све најубаво. Секое добро. Чао!